Не знам, најверојатно имате информација од тоа што ни се случи денес. По пријава на еден ист објект, кој што веќе 2 пати постапувавме, каде што лице бесправно гради. Првиот записник на тоа место ни беше за подигната прва плоча, втора плоча и сега одиме практично на продолжена градба кај истото, кое што е затекнато како краде струја, како краде вода. Нема платено ниту еден денар, ниту данок, ниту комунали, нити на градот, нити било каде на друго место. Нема никакво одобрение, никаква документација за истото. На лице место, еден од лицата кој што претпоставувам дека е лично засегнато од градбата, кој што има познат сторител, односно се одвива на познат имот. Иако 2 пати веќе има службени белешки од страна на Министерството за внатрешни работи, кажано ние дека се уште не е постапено, им требало наводно за да постапуваат против оној кој што ја врши оваа дива градба, одјавен обвинител да им наложил да постапат, иако очигледно е дека е фатен сред вршење на кривично дело. Лицето отпочна прво со вербални напади, при што пристапи физички ме нападна. Се приближија, имаше на лице место представници на Министерството за внатрешни работи, кои што на овој негов напад со нежни зборови, ако можам така да се изразам, го поместија малку, пошто продолжи да се заканува и кон мене, и кон советниците, вербално да ги напаѓа, се обиде дел и физички дополнително да ги нападне. Јас не знам што друго да ви кажам, освен дека ништо не функционира во оваа држава. Какви повреди имате? Физички ме нападна, господјо, со тепање, со замавнување, со клоци. Пред очите на МВР. Со закани. Закани од најдолен ред со силување, со по мене, по семејството, пред ушите и пред очите на службениците од Министерството за внатрешни работи. Наместо да биде веднаш приведен, му дозволија повеќе од половина час да се јавува по луѓе, по пријатели, да зборува, да раскажува што ќе ми прави и тоа на цел глас. Што ќе ми прави на мене, што ќе му прави на моето семејство, што ќе ми прави на моето дете. Не знам како да ви објаснам, службените лица кои што беа со нас, од кои што најголемиот дел беа жени, со најпогрдни зборови кои што ми е исклучително срамно, не сакам да ги повторам во јавност како им се обраќаше, иницираше да ги нападнат дополнителни 10 лица кои што се собраа во толпа тука, со фрлање на столчиња, со плукање по нив од озгора, значи тоа беше, не знам како да ви кажам, јас мислам дека на оваа територија кај нас Министерството за внатрешни работи, покрај тоа што имаше 10 полицајци со нас, кои што отпосле дојдоа, како овие двајцава си правеа муабет со напаѓачот, дека на одредена територија кај нас во градов немаат никакво влијание и не можат нити да постапуваат. Пред излезете на терен, побаравте полициска асистенција со вас? Таму беа со нас, МВР. Зашо МВР тогаш вика дека немало пријава од ваша страна? 20 пријави имаше на 192 пријавивме, луѓето беа со нас таму. Јас ќе објавам снимката, ќе ги видите при нападот, кога ме нападна, кога ме изудира човекот, таму беа полицајците. Они после тоа го попречуваат, пред мене застануваат за наводно да ме заштитат и го поместуваат само 1 метар, каде што тој продолжува. Е нападна советничката, го нападна после дополнително секретарот на град Скопје и ништо, само стојат, го гледаат и дозволуваат, го толерираат. Дозволија да се генерираат тука дополнителни напади врз овие луѓе тука. Дали стравувате дека ќе се повторат овие напади ако повторно отидете на улица? Ама ово е 20 пат, затоа се случуваат повторно, пошто нема казнивост, пошто тој човек се јави на 20 луѓе во Министерство за внатрешни работи да им каже дека све живо, не сакам да го повторам тоа, закани отворени по моето семејство, кажуваше пред самите полициски службеници и зборуваше со лица кои што се високи структури во Министерството за внатрешни работи. Тоа е како вие да не се чувствувате загрозени. Како сакате да не се чувствувате загрозени кога човеков кој што физички не нападна, си зборува со луѓе од полиција и им кажува дека ќе не убива и семејството, дека еден по еден ќе ми ги решал од семејството. Пред нивните очи и да слушаат сите. 6 месеци барате заштита од полицијата. Полицијата нешто направи да ве заштити? Мислам би имате полицијата тука беше пред нас. Каква заштита? Тие тука стојат покрај нас, се поздравуваат со нив, се гучкаат со нив, ги охрабруваат.
Застанаат цигари, си пушат со него, си прават муабет додека кажува дека ќе ни убива семејство и деца. Тој истиот таму. Фатен како диво приклучена на вода, како краде струја и како изградил до трета плоча. 26 мај е фатен прв пат, 25 јуни е фатен втор пат, еве јули сме му дозволуваат да му порасне зградата, па нели викавте каде бевме до сега, еве сме од почеток го фативме, ќе стигне до крај, никој не реагира. Не напаѓаат, не тепаат луѓе, никој не реагира, стои полицијата со нив си разговара, си пуши цигари, му дозволува. Не знам, јас немам повеќе што да кажам. Не само ви кажам дека не се повлекуваме, никој од нас нема да се повлече. Тоа им е целта, не се повлекуваме. Само знам дека гледаат сите и знам дека јасно им е на сите што се случува. Пријава поднесовте рековте во полиција? Записници? Се е поднесено, и пријави, и записници, секој од вработените поединечно се јавија и на 192 додека бевме таму, побаравме асистенција за да можеме да излеземе од локацијата, чекавме да дојде интервентна полиција, дури од како дојде интервентна полиција, заминавме од локацијата, инаку не можевме да заминеме од таму, не обкружија. Не ни дозволуваа ни да мрднеме, напади имавме константни, вербални, кои што имаше можност после тоа да преминат и во физички, откако првиот пат мене физички директно ме нападна. Му дозволија 40 минути да се јавува по луѓе пред да интервенираат и да го однесат од местото на настанот. Против полициските службеници дали ќе поднесете пријава, тоа ми е посебно прашање, дали ќе поднесете пријава за непостапување? Сите ќе имате можност ова да го видите. Целата случка е документирана и е снимана. Сите ќе имате можност со своите очи да го видите и само сакам да ми кажете дали сакате да живеете во ваква држава. Дали сакате да живеете тука каде што полицијата, оние кои што треба да ве бранат, учесници во нападот над нас. Така ќе ви биде и утре за нешто кога некој ќе ве нападне или кога ќе ви се случи нешто, треба да знаете дека никој нема да ве штити.